no lyrics here, just beats to vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the trampoline sound. Bass И drops. добро дојдовте повтор на каналот кај BitTeacher Crypto. Од денеска продолжуваме со стандардна содржина. Бев малку на одмор, се одморевме и продолжуваме со нови сели да видиме што всушност се случува на пазарот во претходните денови. Секако, како и секогаш ќе споделиме некои новости, ќе направиме техничка анализа на биткоин и на алткоините со кои што застанаме претходно и продолжиме. Така да и еве првата вест, верувам дека го следите видеото каде што веќе имаме некои најави од банката на Англија или не знам како беше од некоја институција за постоењето на воземјани. Доколку ова се оствари, би можел да биде некој Black Swan настав. Верувам дека за сега на никој ова не му се верува, како и на мене, но тоа е оно што всушност се случува, а верувам дека и ова е едно од начините за одвлекување на вниманието од обичните луѓе што од она што на вистина се случува и дали ќе ни ја продадат шемата како за COVID, што се случуваше, секако имаше гласини за некоја си пандемија тогаш, но ништо тоа секако на никој не му беше реално, како и ово моментално. Така ќе оставиме на времето да видиме дали всушност ова ќе биде таа вистина. И би можело да бидат некои цени од ова, доколку верувате во овие теории на заговор, би можели да гледаме сцени во иднина. Нешто вака. А доколку се вратиме на биткоин, ова е еден графикон на дневно ниво кој што ни формира така наречен bear pennant. Погледнете. Триаголник кој што би требало да заврши повторно во надолна насока, но дали оваа цифра е реална, искрено не знам. Ние имаме некоја цифра од 50.000 каде што би требало да застане. Ова секако се случуваат непредвидени работи, но сега за сега очекуваме цената да се придвижи до 50.000, а потоа да видиме што всушност ќе се случува и какви формации ќе добиеме подоцна. И доколку гледаме на голем таймфрейм, погледнете. Ова е Nikkei, односно јапанскиот индекс. Погледнете што всушност прави во петиот циклус, мал bear market тука, каде што имаме потенцијално место за тоа моментално да се случи ова и подоцна да имаме еден бум за да го направиме ова, но ќе видиме. Секако тоа ќе го оставиме да го видиме. Овие графикони се секако на долгорок, кои што се гледаат на месечно ниво. Така да и еве погледнете само колку всушност имаме слична игра. Секој пат погледнете. Имаме движење на биткоин во тој така наречен bear market, движење по оваа тренд линија и погледнете што следува. Следува огромно движење нагоре и сме имале тука 1004 денови на раст, подоцна сме имале повторно 1004 денови на раст. Тоа е всушност овој bull market, претходниот, и има моментално тренд линија која што го следи овој тренд уште од октомври за придвижување на цената во овој октомври. Очекувам тоа да биде тој bear market, но секако ќе видиме. Општо на пазарот е многу досадно и мнозинството моментално се откажува. А зошто се откажува? Се откажува поради ваквите движења, бидејќи голем број на луѓе моментално не се во профит. Таа бројка е поголема дури и од 2020 година, 2018 година и дури 2022 година. Погледнете каде се наоѓаме, скроз на дното на овој индикатор. И каде ги формираме дната на биткоин, погледнете. Доколку зумираме малку ќе видиме дека тука имаме промена на оваа боја прв пат. А каде сме биле? Моментално тука некаде.
што значи дека овој тренд надолен може да продолжи за некое време и да имаме акумулација тука. Секако ова може да се движи во странична положба тука, но без сомнение се наоѓаме на еден од најниските вредности за биткоин. И оно што всушност секогаш се случува, погледнете, имаме скоро врв за златото, имаме зголемување на ISM индексот и ова е всушност што се случило во 2016 и 2020 година пред огромен раст. А сега да преминеме на техничката анализа, која што првично ќе ја направиме за биткоин. Би сакал да споредиме еден дел од биткоин, каде што сме го пробиле предходниот врв, а тоа било всушност во 2017 година и ова било прв пат биткоин да го пробие предходниот врв и тоа се случувало, погледнете. Сме го пробиле некаде во јуни 2022 година. Со тоа пробивање сме останале во тоа пробивање околу 210 дена. Тука се веќе и месеци во прашање. Погледнете. Доколку погледнеме ова на месечно ниво, во првиот месец кога сме го пробиле, тоа се од прилика 7 до 8 месеци, каде што цената се движела во странично движење кога сме го пробиле предходниот all-time high. Без сомнение ова може да продолжи се појавува во иднина, затоа и го споредуваме. А колку всушност цената паднала од тој врв, ќе видиме сега моментално, тоа било во 2022 година и паднала околу 22% некаде. Каде сме сега, ќе го измериме тој пат моментално од предходниот all-time high, кој што е формиран тука од предходниот bull market. Моментално имаме пат од 12%, доколку ова продолжи се појавува, погледај, што ќе ни даде? Ќе ни ја даде она зона која што и ние очекуваме. Прилика USDT доминацијата, погледај. Доминацијата секако продолжува нагоре и доминацијата ни покажува каде всушност се наоѓаме моментално, а тоа е на веројатно нови all-time high за USDT доминацијата, што значи дека имаме движење надолно за биткоин. Кога го имаме тоа и оваа тренд линија, без сомнение е нагорна тренд линија и може да имаме некое движење вака и повторно да имаме пробивање на предходните all-time highs тука за USDT и повторно да имаме нешто можеби вака и формирање на тој врв моментално за USDT во базиран на тој временски период. Секако може да одиме уште нагоре тука и тоа би било валидно. Се зависи од ситуацијата и економијата на пазарот. Ќе го погледнеме сега графиконот за Ethereum, што има моментално немаме пробивање на овој тренд, доколку поставиме една тренд линија тука. Поглед. Движењето е повторно надолно. S&P 500 чекаме да видиме што всушност ќе се случи, затоа што мислам дека е оваа една фаза од дистрибуцијата на S&P 500 моментално, бидејќи сме во странична положба. Секако ова може да заврши нагоре, но сега главното сценарио е дека ова се формира врвот. Златото на свој блиски тука all-time highs и пробива уште нагоре. Ќе видиме до каде ќе застане. И од прилика, тоа е тоа што сакам да го споделам денеска. Во следното видео ќе продолжиме со алткоините. Ова беше само
краток апдейт на пазарот бидејќи не правевме видео неколку дена, а ние се гледаме во следното видео. Поздрав од Бетиче Крипто и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.